Повелете. Господин Мицкоски, еве накратко за медиумите, кажавте пред малку горе до листото, ете ваша реакција на денешниот прест на Зоран Заев дека бара битни предремени избори. Видовме човек кој што е уплашен, кој што е свесен за сите грешки кои што ги направи. Гледаме човек кој што му трепери гласот затоа што е несигурен и се обидува грчевито да го ублажи поразот кој што е неминовност на следните предвремени парламентарни избори. Тоа што го зборував во минатото, тоа го потврди Зоран Заев дека е потребен нов почеток, за да може да успее Македонија, да дојде обновата на Македонија, за да од Македонија ние направиме навистина модерна и европска држава, држава која што ќе се темели на принципи, вредности, закони и почитување на уставот. Силна економија, тигар на Балканот. Имаме план, имаме визија, имаме стратегија, знаеме како тоа да го постигнеме. Јас сум убеден дека ќе ги убедиме нашите сограѓани масовно да излезат и да дадат поддршката за политиките на ВМРО ДПМН, кои што ќе ги презентираме на престојните предвремени парламентарни избори. Малку чудно беше кога го слушав денеска Зоран Заев кој што велеше да се европеизираме ние за да можеме да европеизираме Македонија. Тоа се оние зборови кои што јас ги говорам уште од минатиот октомври минатата година кога велевме дека потребно е ние да се европеизираме. Но никако не можам да прифатам дека европеизацијата започнува со злоупотреба на европското знаменце на предлог законот за опојни дроги кој што во истиот ден кога отиде Зоран Заев во Брисел да ги убедува нашите стратешки партнери дека заслужуваме дата, го поднесе на шверцерски начин во собранието, а се со една цел да му овозможи нему и на семејството негово и на луѓето блиски до неговото семејство да остварат дополнителен профит кој што морам да признам според некои луѓе кои што ги консултирав се мери во десетици милиони евра. Ете, ние за такви европски вредности зборуваме, како да го озакониме продавањето на марихуана од Македонија. Наместо земја технолошки тигар, земја извозник на вредности, земја каде што луѓето ќе можат да истражуваат во развојни истражувачките центри, ние ќе бидеме земја каде што најголемиот земјоделски и најдоходовниот земјоделски производ ќе биде марихуаната, која што најчесто ќе биде по потекло од оранжериите и садниците, собственост на семејството Заев или блиските до семејството Заев. Ете, тоа се европските вредности по принципот на Зоран Заев. Ние одбиваме и ќе се спротивставиме силно на ваков тип на вредности. Ние сакаме вистински европски вредности, кои што ви кажав како ги детерминираме и кои што ќе бидат содржани во нашата предизборна програма. Кога се знае лидерска седба затоа што тој рече брзи предизборни избори. Јас повторно ќе кажам и ќе го повторам она што го кажав на почетокот од денешниот настан. Очекувам и да се премести до утре, бидејќи станува збор за Зоран Заев. Знаете, ке него работите се менуваат на часовна основа, но ајде еве да предпоставиме дека овој пат ќе биде конзистентен. Очекувам да го слушам предлогот, да видам што подразбира под тоа брзи предвремени парламентарни избори, па дури потоа би можел да дадам одговор на ваквото прашање. Законот е јасен, се знае што значат парламентарни избори, што значат закони во парламентарните избори и така натаму. Треба тоа едноставно да се испочитува и веднаш да ги распишеме, да формираме техничка влада, технички премиери и да одиме на предвремени парламентарни избори. Тоа ќе предложите веднаш да се распишат изборите, така? Па ние тоа го предлагаме веќе месеци наназад. Ја вчера зборев, избори некако избори за пуста власт, него избори за да направиме нешто што ќе определи единината и развојот на оваа држава онака како што треба да се развива. И за тоа е потребен политички консензус. Предпоставам дека тоа ќе го разговараме утре. Еве самиот тој тоа го најави доколку не се премислил, па ќе видиме, ќе разговараме. очекувате дека договор ќе се постигне? Очекувам. Избори без техничка влада ви прифатиле? Видете, сега тоа е како да ми кажете дали би прифатиле да ја обиете продавницава наспроти, да украдете од таму робата и да не одговарате пред законот. Има закони, треба законите да се почитуваат. Така сега, ние дојдовме до ова дереже затоа што не ги почитуваме законите, затоа што си играме со законите, криенка, миженка, заради тоа нас не се случуваат вакви работи. Си има закон, јасно во законот е детерминирано што значи тоа. Сега ако вие ме прашувате дали доколку бидете лопов го кршите законот, јас ќе кажам не го кршам законот. Тоа е тоа.
Само треба да се почитуваат законите. Ништо повеќе, ништо помалку. Неизбежни се изборите, рековте ВМРО ќе дојде на власт. Ако дојде на Не, јас не го употребувам тој збор ќе дојде на власт, ќе ја формира следната влада. уред, ќе Власт, следната влада, власт земаат и даваат оние кои што се борат за таа пуста власт по секоја цена. Јас велам ќе ја формираме следната со преспанскиот влада. договор не успеавме да добиеме датум, што понатаму со политиката на ВМРО да помине. Зошто мислите вие дека преспанскиот договор беше услов за добивање датум? Затоа што претходната влада тоа го зборуваше. Не го зборуваше тоа претходната влада. Претходната влада велеше дека тоа кое што представува една од пречките е и договор со нашиот јужен сосед, но видовте дека не било тоа доволно. Да, тоа не било доволно. Што со преспанскиот договор од ваша страна? Ние по тоа прашање сме дале одговор до сега безброј пати, нити имаме што да додадеме, нити што да одземеме на тој одговор. Сум одговорил најмалку 50 пати до сега на тоа. Кои се условите за да преспанскиот договор се повлече чекор наназад, кои се условите преспанскиот договор да биде ваков како што е. За тоа ВМРО ДПМН не е виновно. ВМРО ДПМН не учествуваше во предавството и трајната штета што на македонскиот народ, на граѓаните на Македонија ги донесе Зоран Заев и владата на СДСМ. Но за да ја исправиме оваа грешка, одговорот е математички, односно број на пратеници во собранието и услов бадинтер. Јасно е што значи тоа. Сме кажале тоа безброј пати до сега, истото го повторуваме сега. Hvala mnogo.